Уште едно неделно претпладне ќе поминеме заедно и уште еден квадрат ќе исполниме со максимална функционалност и стил. Започнува новиот квадрат, а во него еве што ќе гледате. Ново креативно дружење исполнето со совети и идеи за уредување на просторот. Еве кои се денешните теми. Внесете промени во домот, тапети или налепници во домот и во купатилото. Кои се правилата при избор на плочки за купатило и кои се трендовите во оваа сезона. Како би требало да биде уреден просторот во една фирма за максимална продуктивност на оние кои работат во неа. Ве советуваме како да ја уредите вашата тераса и како да одберете тип на прозори. И ви покажуваме куќа тоалет и куќата со зелен кров. Останете тука, по рекламите започнува новото издание на Квадрат. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Со оглед на периодот од годината кој дефинитивно инспирира на реновирање, сосема логично е ова издание на Квадрат да го отвори темата промени во домот. Уживете во прилогот. Како што секоја сезона ја освежувате сопствената гардероба, го отварате плакарот и старите изветвени алишта заминуваат во историјата, а некое ново и модерно парче облека си го наоѓа своето место. Можеби би требало да размислите да го промените и плакарот. Од време на време и во домот треба да правите одредени корекции и промени. Кога влегуваме некаде, обично најпрво погледнуваме долу, па потоа горе и лево-десно, затоа што најчесто ги соблекуваме обувките и се запознаваме со неговото величество тепихот. Имевело да е модерен, ако вашиот тепих е старомоден и домот ќе ви изгледа стар и запуштен. Заменете го тепихот и промената ќе биде повеќе од очигледна. Модата се враќа. Тоа важи и за вашето купатило или бања. Наместо бела, одберете када или кој да е друг од елементите во боја. Ќе внесете свежина онаму каде што е најпотребно. Кога сме кај бојата, променете ја и таа на вашите ѕидови. Не само што ќе внесете свежина, ќе ви се чини како да имате потполно нов дом. Ако не повеќе, барем на секои 5 години. Како што рековме, влегувате, прво погледнувате долу на тепихот и потоа ја кревате главата и погледот ви се задржува на лустарот. Поставете некој нов, модерен, можеби футуристички, или некој авангарден и рустичен лустар. Важно е да биде оригинален. И за крај, ако и вие сте едни од оние кои го обожаваат дрвото, да ви кажеме дека тоа на ѕидовите и не е баш најмодерно. Ламперијата одамна замина во историјата. Сега на сцена се каменот или модерните тапети во 3D димензија. Изборот е ваш. А најбрза, наједноставна и дефинитивно најевтина варијанта се популарните тапети или налепници за надзид. Ние имаме неколку совети и идеи на оваа тема и истите ги гледате во продолжение. Веќе подолго време се чувствувате досадно во домот и сакате некаква промена. Многу едноставен и ефективен начин да му дадете посебен печат на интериерот во вашиот дом е да имплементирате еден од најактуелните трендови. Ако не знаете како да го промените изгледот на вашиот дом, обидете се на овој едноставен начин. Последниве години тренд во дизајнот на интериерот се стикерите, налепниците и цитатите за надзид. Наместо лепењето на тапети кои подоцна тешко се вадат или наместо отсликување или боење на ѕидовите, денес се достапни и други можности. Вистинска револуција направија налепниците за ѕид. Тоа се самолепливи винилски замени за тапетите кои може да се најдат во различни бои, големини и мотиви. Најчесто се продаваат во пакет, во количина доволно да се прекрие површината на еден цел ѕид.
Овие мали налепници кои ги има во секакви бои, големини и форми, може лесно и ефтино да направат големи измени во вашиот дом или соба. На почеток се украсувале детските соби со најразлични тематики, најчесто на ликови од цртаните филмови. Додека денес и дневната соба, кујната и купатилото се во игра. Едно мало гранче со птица на неа залепено до прозорецот веднаш го освежува просторот. Со стикерите може да направите една целосна композиција која ќе биде во континуитет на мебелот, веќе постоечките полички над зидот или на огледалото. Или пак може да користите цитати со познати изреки, мисли и афоризми. Посебно ова важи за вашата работна соба, каде поминувате голем дел од денот, а сакате да се чувствувате пријатно. Но каде да ги поставите, ќе биде навистина ефектот одличен. Значи не мора да е ништо шарено и украсно, туку еднобојно и минималистички. Не заборавајте, важно е пред се идејата. Инспиративните реченици и мотивирачките пораки не само што естетски ќе го оплеменат просторот, туку со сигурност и позитивно ќе влијаат на вашето расположение. При тоа варијантите на комбинирање се неограничени. Може да ги ставите во рамка, а рамките во кои ќе бидат сместени цитатите сосема е соодветно да ги закачите над зидот во кујната, дневната спалната или во ходникот. Ако сакате да го направите позабавен вашиот дом, тие се тоа што ви треба. Налепниците се лесни за поставување и прилагодливи во секој интериер. Цитатите се навистина стилски. Можете да го претворите вашиот дом во минималистички или ретро, во зависност од тоа како вам повеќе ви се допаѓа. Остануваме на тема тапети, но се селиме во една друга просторија во домот. Кога се во прашање купатилата, тапетите поради влагата и не се секогаш прв избор, но ние имаме решение и за овој проблем. Тапети во купатило е темата за која слушате во продолжение. Тапети. Ако и вие сте од оние што ги обожаваат тапетите, сигурно досега кога сте помислувале на тапети во купатило сте доаѓале до еден заклучок. Проблем. Купатилото е идеална средина за влага, а тоа пак не е идеално место за поставување тапети. И иако денес постојат многу различни видови на тапети, многу иновации во тоа поле, ефикасни лепила, сепак можноста брзо да се одлепат, па и да се уништат тапетите е голема. Но тоа не е крајниот одговор и не морате целосно да се откажете од тапетите. Купатилото е совршено место за експериментирање. И доколку имате големо пространо купатило, доколку вие сте едни од оние кои на сопственото купатило гледаат оаза и се трудите колку можете да си го поедноставите и разубавите просторот таму, тогаш имате можност и за тапети во него. Ако не ни цели зидови, барем на дел од нив. Ако случајно вашиот тоалет е одвоен или имате ходник во купатилото, тогаш тука може да поставите тапети. Ако имате големо купатило, па делот од физиолошките потреби и делот од релаксација е одвоен, тогаш повторно имате можности за експериментирање со тапети. Ставете ги тапетите на оној зид спротивно од туш кабината или кадата, на оној дел каде има најмалку влага или воопшто ја нема. Поставете само на мал дел тапети, цик-цак или само во еден ред или два. Само колку да го освежите просторот. А ако сепак инсистирате на тапети во вашето купатило, внимавајте со изборот. Истражувајте, консултирајте се со стручни лица. Одберете издржливи тапети, внимателно прочитајте го упатството и почитувајте ги сите правила кои се пропишани. Или едноставно препуштете работата на професионалците. Кога станува збор за купатилото, она што прво паѓа во очи и што во најдобар дел го одредува впечатокот се плочките. Внимателно со нивниот избор не ги бирате секоја година, па затоа можеби ќе ви помогнат нашите правила и трендови кои ги подготвивме за денешното издание. Дизајните и облиците на плочки и големиот избор на идеи кога ќе влезете во салон за керамика дефинитивно ќе ве стават во недоумица и ќе ве натераат да ја преиспитате замислата со која тргнавте од дома. Но во никој случај не отстапувајте од основните неколку правила кои важат при изборот на плочки за вашето купатило. Еве кои се тие. Правило број 1. За малите купатила, какви што најчесто се во денешно време, одберете стандардни димензии и комбинирајте со мозаик. И тоа затоа што во спротивно ќе изгубите многу на сечењето. Правило број 2. Се комбинираат два вида или две бои на плочки.
Трето правило. Ако изборот се неутрални плочки, монотонијата се разбива со мозаик или декоративна плочка, или можеби мебел со специфични форми. Правило број 4. Керамиката може да биде сјајна, полусјајна или мат. Првите никако не смеат да бидат решение за подот, ниту за туш кабината, затоа што се лизгаат. Петто правило. Мала фуга може да имате само доколку се одлучите за лазерско сечење со рамни агли. Кај заоблените агли фугата ќе биде малку поширока, односно со широчина од 2 до 3 мм. Следењето трендови при уредувањето на купатилото и не е баш најдобра идеја, освен ако не сте временски и финансиски подготвени на негово редовно реновирање. Но сепак, еве нешто и на оваа тема. Во тренд се враќаат малите плочки, што е одлична вест, затоа што истите имаат и поволна цена. Декоративните плочки се поставуваат на доминантно и видно место, а популарен тренд во моментов е и употребата на помали плочки со различни шари, со чие составување се добива интересна структура или уште наречено печворк. Модерни се и подните плочки кои изгледаат како паркет и бродски под, а освен во купатилото истите се употребуваат и за кујните и дневните соби. Единствено, важно е никогаш да не ги споите со паркетот. Две различни дрвени структури една до друга никогаш не може да изгледа добро. Плочките го зафаќаат најголемиот дел од купатилото, па со тоа го даваат и најголемиот впечаток. Затоа, внимателно и паметно со изборот. Остануваме на тема тоалети и она што ќе го видите во продолжение нема да бидат совети и идеи, туку само ќе ви покажеме една бизарна идеја која нема да ви биде од помош, но затоа е интересно за гледање. Во продолжение видете како изгледа една куќа тоалет. Повеќе пати сме биле сведоци дека граници постојат само онаму каде што ние самите ќе ги поставиме. И дека речиси ништо не е невозможно, барем кога се работи за уметноста, архитектурата, па се до вселената. Но да се задржиме на планетава. Таа честопати знае да биде луда планета, но најчесто во позитивна смисла. Кога сме кај архитектурата и дизајнот, технологијата е на завидно ниво. Човекот насекаде низ светот направил уникатни и оригинални дела, со кои се надминал себе си. Грациозни и восхитувачки градби кои се извонредни. Но има и такви кои баш и не се најубави. И може би ве оставаат без див, но не поради грациозноста, туку поради нешто друго. Но сепак се единствени, уникатни и неповторливи. Градби кои ќе стават на тест вашата имагинација и креативност. Доказ за тоа е една куќа во облик на WC шолја која се наоѓа во Јужна Кореја. Ова единствената куќа во ваков облик изградена е по идеја на World Toilet Association. Куќата е во облик на тоалет школка и е изградена од Сим Јоe Дак, председател на здруженијето кој сакал на овој начин да ја истакне потребата за хигиена и подобри услови за нејзино одржување. Куќата е направена од челик, бетон, стакло и со необичен отвор на покривот. Чудно или уникатно? Вториот најголем дел од денот го поминуваме на работното место, а од атмосферата која е предизвикана од уредувањето таму зависи не само нашето расположение, туку и нашата продуктивност. Еве како според нас треба да изгледа уредувањето на една фирма. Дали сте знаеле дека она што ве обкружува може значително да влијае на вашата продуктивност? Просторот во кој живеете и работите има големо влијание врз вашиот живот, приватен или професионален. Уредувањето на просторот во вашата компанија може многу да влијае на продуктивноста на вашите вработени. Кога се уредува работен простор, тоа е веќе една многу посериозна задача. Едноставно, самиот интериер го отсликува и брендот. Едноставно, начинот на тоа како е уреден просторот, отсликува каква е таа фирма, како работи, какви се односите со луѓето кои што работат таму, со клиентите кои што доаѓаат и слично. Примената на материјалите кои што се таму, дури начинот на инсталација и водење на инсталација многу кажува за таа фирма, дали се тие определени кон современи текови, дали се покласични едноставно. Работниот простор во многу отсликува градењето на брендот. Се почесто се бара стручен совет, едноставно неретко тие знаат што сакаат, меѓутоа архитектот е тој што ги канализира нивните желби и доведува до еден конечен продукт кој што треба да ги задоволи сите.
Сигурно сакате мирна и пријатна атмосфера за работа, пријатни формални разговори на важните состаноци и културно и модерно место за потенцијалните клиенти кои доаѓаат кај вас. Постојат неколку нешта на кои треба да посветите внимание. Научно е докажано дека 7 секунди се доволни за првиот впечаток. Токму затоа вашето приемно биро, чекална, треба да бидат место кое остава сигурен и пријатен впечаток. Добро осмислени и удобни за сите оние кои ќе поминат време во нив, без разлика дали се работи за подолго време или само неколку минути. Вистинскиот избор на боја и мебел во приемното биро може значително да влијае на првиот впечаток. Од таму најчесто клиентите се упатуваат во вашата канцеларија, а вие не сакате да го расипете нивниот прв впечаток. Затоа таа треба да биде стилска, модерна, удобна и функционална. Канцеларијата го изразува карактерот на оној кој управува со неа. Вие сте најдобар познавач на сопственото јас, но препуштете им на професионалци да го одразат тоа во вашиот работен простор. Сепак, вашата канцеларија мора да ги задоволува високите стандарди за квалитет. Подеднакво важна е и конференциската сала, салата за состаноци, место каде се донесуваат големи одлуки, се дискутира на важни теми и реално се поминува на вистина многу време. И токму затоа времето кое ќе го поминувате таму треба да ви биде пријатно. Салата за состаноци мора да биде одлично опремена со соодветна опрема, удобна, пространа, голема и минималистички уредена. Не треба ништо да стои на патот на добрата комуникација. И онека како што ги бирате столчињата и масите за вашиот дом, удобни и практични, така треба да изберете и за вашето работно место. Удобен стол е половина завршена работа. И секако, сигурно во вашата компанија има катче за релаксација, менза можеби, просторија за дружба помеѓу паузите. Пауза е всушност земање одмор, земање здив и давање малку мир на своето тело и на својот ум. А за тоа ви е потребен совршено уреден простор. Не ги занемарувајте овие места. Колку кратко време и да се поминува во нив, нека биде квалитетно. Во секој случај, што јас секогаш го кажам дека тој треба да биде одржив, да биде лесно одржив, да ги прати современите текови во инсталациите, она што е во смисла на светло, на грење и на ладење, и сето тоа и се прати преку декоративниот дел, едноставно ги потенцира овие елементи. Најнакрај битно е да биде тој простор сепак пријатен за работа или за живење. Независно од уредувањето на работните простори и поработното време, секој од нас има потреба од релаксација и опуштање. Замислете тоа да можете да го правите на вашата куќа со зелен кров. Еве зашто станува збор. Замислете вашата куќа се наоѓа среде преубаво зеленило, пространо, свежо и миризливо. Прекрасно, нели? А замислете сето тоа зеленило да го имате во вашата куќа, односно на вашиот покрив. Импресивно, нели? На падините над популарната плажа Авалон во близина на Сиднеј е изградена необична еколошка куќа која представува доказ дека одржливиот дизајн не мора секогаш да се базира на врвна современа технологија. Куќата која го носи името на популарната плажа Авалон нуди модерна удобност, свежина и истовремено спој на природата и модерната технологија. Таа е изградена од ресурси земени од природата од околните шуми, надополнети со метални панели кои ја штитат градбата од ударот на силните океански ветрови. Сепак она што најмногу привлекува внимание кај куќата е нејзиниот зелен покрив кој е вистинска градина исполнета со трева, нискостеблести растенија и дрва. Покрај естетската, покривот има и функција на регулатор на температурата во внатрешноста на куќата. Куќата е со вкупна површина од 105 метри квадратни и ги содржи сите простории неопходни за еден практичен и модерен дом. Дневниот престој, трпезаријата па и кујната која е во јаки нијанси на портокалова и сина боја. Куќата има 2 спални соби во кои доминира минималистичкиот стил, а бањата се карактеризира со голем прозорец преку кој може да се ужива во погледот кон океанскиот шир. Целината на овој необичен дом ја заокружува дрвената тераса која е замислена како простор за одмор и уживање со поглед кон океанот.
Со својот изглед и организацијата на просторот, Авалон представува идеална мешавина на модерниот со еколошкиот дизајн, креирана на наједноставен можен начин. За модуларен зелен дом оваа куќа е совршена и не може да не ви се допадне. Колку и да ја сакате технологијата, затоа што не во секоја куќа има градина само за себе. Зелениот покрит на оваа куќа е нешто што го одзема здивот. Истовремено ги полни градите со воздух. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ако имате зголемена или воспалена простата, поленовиот чај е решение со кинеска традиција. Заборавете на ПСА и често мокрење. Поленов чај во Зегин, Еврофарм и другите аптеки низ Македонија. Пред рекламите слушавме за куќата со зелен кров и верувам дека сите сте фасцинирани од идејата, но доколку не постои таква можност, може да се компензира со убаво уредена тераса. Еве како? Со доаѓањето на пролетта и сончевите денови, сигурно многу од вас се инспирирани да размислуваат за одмор, лето, отворен простор, свеж воздух и уживање во природа. Секако тоа може да го направите во најблиското парче, онаму каде што живеете, или се разбира во вашиот двор. Но доколку живеете во зграда, немате баш многу избор, освен ако сте вистински срекници и имате тераса. Често во процесот на уредување ги забораваме терасите, а тие би можеле да бидат нашето катче за уживање, нашето лично паркче или двор. И да зборувам искрено, тие често наликуваат на мал личен отпад, место за се што нема каде да стои, место за складирање, а многу ретко се место за одмор и уживање. Време е да го промените тоа. Кога веќе имате простор, па колку и да е тој мал, затоа што најчесто е така, сепак тој простор нека биде ваша оаза. Со малку фантазија и креативност, малата тераса може да ви стане одлично место за дружење со пријателите и уживање во сончевите денови. Секако тоа може да биде еден голем предизвик во зависност од тоа колку навистина имате простор и какви се вашите желби. Но колку и да е мала терасата, има начини како да ја уредите и да изгледа прекрасно. Прво што треба да направите е убаво да ја чистите од прашина, земја, пајажина, ѓубре, се што не му е место таму. После чистењето погледнете убаво наоколу. Ако има потреба, додајте боја. Освежете ги ѕидовите. Од што ќе биде мебелот зависи од просторот, потребите и желбите. Ако сакате место за уживање, читање книга, пиење чај, попладневна дремка на отворено, тогаш потребна ви е фотелја или малечка софа. Например, оние кои треба да ги промените во дневната соба веќе некое време. А секогаш може и да импровизирате, односно да направите сами. Дрвена основа, меко кебенце, перничиња, нека проработи вашата имагинација. Ако сакате кафе со пријателите, појадок со семејството, ви треба убава мала масичка и интересни столици. И тука секогаш важи правилото: направи сам. Но, ако не сакате столчиња, може наместо тоа да поставите тепих, а од озгора стари перници да набавите некои интересни колоритни навлаки. Во средина поставете ниска маса и ќе добиете прекрасен простор за уживање со пријателите. И секако растенијата. Цвеќињата се ништо без кое не може ниту една тераса или балкон. Имајте секогаш свеќиња, ќе му дадат на просторот свежина, чистота, удобност и мирисна нота. Направете убав распоред на растенијата во зависност од тоа на кој им треба повеќе сонце и редовно одржувајте ги. Така ќе си добиете своја мала градина. Може би фенери или свеќи доколку сте романтични, за вечерни уживања, некои украси, малечки столчиња, кебенца. Боите нека бидат весели, разиграни, топли, светли. Лесно е кога ќе започнете. Прво ви треба желба, потоа ништо не е тешко или прескапо. Со тоа што вие сте горд собственик на малечка тераса, сте го направиле првиот чекор. Потоа само продолжете. Крајниот резултат сигурно ќе измами насмевка на вашето лице. Секако и на оние кои ќе пијат пролетно кафенце со вас на вашата тераса.
Последните 2 минути од овој квадрат ги посветуваме на вашиот поглед кон надворешниот свет. Во продолжение ние ќе ви ги откриеме сите предности и недостатоци на сите типови на прозори, а вие направете избор. Заедничко мислење на голем број архитекти е дека прозорците се еден од најважните и најкреативни делови на фасадата и во добар дел го заокружуваат изгледот на куќата или зградата, и од надвор и од внатре. Дава белег на изгледот, но има и суштински функционалности. Затоа внимателно со изборот. Овој градежен елемент ќе биде дел од вашето обкружување десетина па и повеќе години. Постојат неколку основни видови. Изберете помеѓу дрвени, ПВЦ, алуминиумски или дрво-алуминиум прозорци. Со тоа што се од природен материјал, дрвените прозорци абсорбираат влага, што значи дека се подлежни на промени на димензиите и на оштетување. Па затоа мора да се добро импрегнирани, што ја крева нивната цена. Сепак се сметаат за една од најквалитетните варијанти. Најмодерни и најчесто употребувани се ПВЦ прозорите. ПВЦ е благороден материјал отпорен на влага, а нивна слабост е димензиското ограничување поради статистичкото оптеретување кое можат да го поднесат. Овие слабости се надминати кај алуминиумот, но оваа варијанта пак е лош изолатор, затоа што како метал е одличен спроводник на топлина. Постојат начини на кои и овој проблем се премостува, за што поопширно ќе зборуваме во некои од следните изданија. Дрво-алуминиум прозорите се современ систем кој обезбедува трајност и подобрување на термозвучните карактеристики или ги искористува поволните карактеристики на двата материјала, со тоа што надворешноста е алуминиумска, сигурна и долготрајна заштита од надворешни влијанија, додека внатрешноста е дрвена заради изолацијски поволности. Ви ги истакнавме лошите и добрите страни на сите варијанти. На вас е да направите добар избор и да се погрижите прозорците да се вклопат на најдобар можен начин. За денешново издание тоа беше се. Се надевам бевме доволно креативни, корисни и интересни за да го задржиме вашето внимание до самиот крај и да ве заинтригираме да бидете со нас и наредната недела. Имајте убав остаток од денот.